Новоизбраниот претседател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Миле Левков денеска ја одржа првата пресконференција во партискиот штаб, на која ги повика сите граѓани на општина Кочани, без разлика на политичката определеност, на 2 јуни да излезат масовно на сенароден протест во Скопје и да се борат за правата на државата. За денешното обраќање има повеќе политички, така и економски теми за кои треба да говориме. Меѓутоа, за жал, има уште една поважна и поволна тема. Тема во која спаѓаат нашите највисоки национални интереси. Ќе напоменам уште еднаш. За жал, Македонија и македонецот се ставени во една ситуација во која се загрозува се она што е македонско, кога со невидена леснотија се преговара и се пазари со нашето уставно име и со идентитет. Со нашиот јазик и се руши сето она што е создавано со векови. Само да ве подсетам дека деновиве славиме 1000 години од Охридската архиепископија. Се руши она што сме оградали не само со борба, туку и со душа, збор по збор, песна по песна, книга по книга. Она што сме оградали со крв и со пот. Македонецот денеска секој ден се буди посиромав, позадолжен од вчера и слуша радио, гледа телевизија и отвара интернет само за да провери како се вика земјата во која што живее, само за да провери кој е тој и како ќе се вика, за да провери кој и што ќе бидат неговите деца и внуци. Она што го чувствува секој македонец може да се опише со 2 збора: и бол и бес. Токму како романот на Славко Јаневски. Тоа не сме го заслужиле. ВМРО ДПМН е за влез на Македонија во ЕУ и НАТО, но по се изгледа, за тоа има 2 начина. Едниот од нив е потешкиот. Тоа е пат кој не води во ЕУ преку исполнување на сите економски и политички предуслови. Тоа, меѓу другото, значи владење на правото и подобрување и пораст на животниот стандард. Ако така влеземе во Унијата, ќе бидеме горди на себе и она што сме го постигнале како народ, и ќе бидеме достоен член на Европа. Но во последно време не убедуваат дека постои и друг, полесен, и дека тоа е единствениот начин. Но да бидеме свесни дека пократкиот начин и пократкиот пат значи дека ќе влеземе во Европската Унија со свитка на кичма, понижени, осиромашени, поделени и раскарани. И единствено место кое што ќе го имаме во Унијата на тој начин ќе биде да бидеме европско гето. Денеска Македонија е ставена пред една небитнина, во која единствен излез се нејзините граѓани. Во овој прес не станува збор за било кој се занимава со политика. Ова е прес за сите нас, за нашата иднина и за иднината на нашите деца. Поради сето ова, ве повикувам на 2 јуни во Скопје во 20 часот на голем протестен собир, во кој сите заедно ќе кажеме не на погубните политики на власта и ќе кажеме стоп на понижувањето на македонецот во неговата сопствена држава. Како претседател на Општинскиот комитет, можам да ве поканам и да ве охрабрам да бидете дел од протестот на 2 јуни. Затоа што ќе можете да кажете дека и вие тој ден бевте на улица заедно со македонците.